Во организација на списанието Убавина и здравје, летото беше испратено во највпечатлив можен начин, со тематска забава под мотото Bye Bye Summer Party. Настанот кој се одржа во препознатлива летна атмосфера, собра бројни јавни личности од шоу-бизот, модата и медиумите, а уште една се потврди дека Убавина и здравје знае како да биде совршен домакин. На забавата покрај добрата музика и одличната енергија имаше и многу интересни моменти зад сцената. Нашиот тим поразговара со дел од познатите гости на малку поразлични забавни теми. Поставивме прашање кои обично никој не ги очекува. Колку пари носат во својот џеб, но и што би им било потешко да останат без интернет или без тоалетна хартија. Одговорите не само што беа искрени, туку предизвикаа и смеа до солзи. Забавата уште еднаш докажа дека убавината и здравиот дух се најдобра комбинација, особено кога летото завршува со толку позитивна енергија и пријатно дружење. Елена, како си поминуваш вечерва на овој прекрасен настан на Убавина и здравје? Здраво, ви благодарам на прашањето. Моментално си поминувам преубаво, бидејќи живееме во земја каде што нема многу често вакви настани. Особено чести задоволство ми е да присуствувам и да гледам толку убави луѓе на едно место. Те фативме на одење, ми рече дека се брзаш, дека утре полагаш испит. Да, утре полагам са бајле колоквиум, мора да идам да учам, да го повторам материјалот, па затоа мора да си идам. Пробувам да го балансирам животот на две полиња, моделинг, инфлуенсерство и медицина, така што животот ми е секогаш во брзање. До каде сме со испитите? Дали поминува се добро? Пред минатото наше интервју зборувавме нели за твојот факултет, како нели течат твоите подготовки. Кажи ми како оди, дали е се добро? Да, моментално сум посветена на студиите, моделинг ми е малку во пауза. Планирам да го завршам оваа година факултетот и да се посветам на медицината. Елена, со оглед на тоа дека ова е забава во која го испраќаме летото на некој начин, кажи ми ти што ќе го паметиш ова лето? Летото мене ми е омилен период од годината, особено бидејќи во лето сум родена, мојот роден ден е во август. Еден од омилените моменти лето е мојот роден ден, исто така одморот со моите другарки. Посети многу места ова лето, каде све беше? Од каде да почнам? Би почнала од Халкидики, па Миконос, па Сентропе, Хрватска со мајка ми. И на крај нормално Струга да ги видам моите. Дали може би имаш некоја следна дестинација за зимување? Се уште не сум испланирала, може би било Бали со мојата мајка. Елена, дали може би знаеш или си прочитала некоја лага во медиумите за тебе, која што те повредила и која е најголемата лага што ја имаш прочитано за себе? Дека сум материјалистка и себична, што воопшто не е точно. Имаме неколку прашања што ги поставуваме нели на сите наши соговорници вечерва. Па кажи ми што е полошо кога ќе снемаш тоалетна хартија или кога ќе снемаш Wi-Fi дома? Тоалетна хартија дефинитивно. Без Wi-Fi можам да живеам без тоалетна. Во изминатиот период видовме дека твојот Инстаграм беше деактивиран. Па кажи ми која беше причината заради тоа? Сакам дефинитивно да одморам, да си дам време за себе, да се насочам на тренинг, здрава исхрана и нормално на факултетот испитите, па ми требаше повеќе време за тоа. Кажи ми, Елена, дали можеш да ми кажеш која сума на пари ја имаш моментално во твојата чанта? Немам сума на пари, бидејќи се ми е на картичка. Колку вреди твојата картичка, колку тежи моментално? Не сакам да зборувам за суми. Фала. Добре, Елена, варет ти благодарам многу. Ти посакувам ова да си поминеш и како се вика, крши нога на испит. Фала ви многу. Со нас ја имаме прво прашање, колку пари имаш во џебот? Сега? Леле, господе, јас одам на одмор. Ова лето многу пари, не за сега не знам, нема пари во мојот картички, стварно. Нема. Сакам, дај ми. Дали многу си спотроши летово? Што? Дали трошеше многу пари летово?
Да, много стварно. И сега нема ништо. А кај бевте летово? Бевте ли на некоја дестинација? Само во Гриција беше и убаво, многу убаво помине и тука во Македонија, во Охрид беше, многу убаво беше, да. Како ти се допаѓа Охрид? Дали си за прв пат таму? Дали беше за прв пат таму? Охрид најубаво место во Македонија, стварно. Како Жерусалем во Македонија, како не знам, има многу убаво атмосфери, многу убаво луѓе, природна вода, све. Охрид стварно многу убаво место во Македонија. Кажи ми што готвиш од македонска кујна? Дали веќе научи некои добри рецепти кои што ги употребуваш и ги се воодушевуваат и твоите што ги јадат тие кулинарски рецепти, специјалитети? Што, кујна? Кефлички. Руска салата, многу ми се допаѓа руска салата. Тофте гравче. Но не јадем многу, ако јадем многу, ке пурди, но јас многу сакам. Нема проблем. Имам многу омилено кујна од Македонија. Јас јадам све во Македонија стварно. Дали многу се разликува кујната од каде што доаѓаш и овде? Дали многу се разликува кујната, односно јадењето од твоето место и овде? Мислам дека различни е како готви. Само како готви, стварно. Бидејќи има исто кујна, но различни како готви, да. Кој ти е омилен зачин? 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 Што зачин? Куркума, пипер. Омилено. Мислам пипер, да. Сигурно црвена. Црвена. Да те прашам дали јадеш ајвар? Ајвар, кој не јадеш ајвар, човек, бре, кој? Ајвар, јадам ајвар со леп, јадам ајвар со тафте, графте, ајвар јаде со све. Кој не јадеше ајвар? Кажи ми што последно се пребарувала на Google? Што последно пребаруваше на Google или што последно го праша ChatGPT? Сега, денеска? Што беше? Леле, што беше? Мислам беше... to translate. Како? Јас сакам да to translate од англиски до македонски. Да. Кажи ми, дали многу пари потроши на одмор? Да, многу пари беше. Бидејќи Гриц многу скапо. И ако сакаш убаво одмор, да биде многу пари, you'll use a lot of money, да. Кажи ми, по што ќе го памтиш одморот најмногу оваа година? Што? По што ќе го памтиш одморот најмногу оваа година? Мислам, исто јас, ако одам на одмор, многу сакам време со мојата фамилија и исто село година исто. Јас ова најмногу is something special за мене. Да. Фала ти многу. Фала ти многу, фала. Мики, следле добро вечер, како си поминувате на ова прекрасна забава вечерва? Па баш е фино, наискрено баш е онака опуштено и имаме многу обврски денови и се мислевме дали да дојдеме, али стварно не ми е криво што дојдовме. Не, како и секоја година традиционално веќе
не знам, мислам дека од самиот почеток соработуваме со убавина и здравје и некако така на сите забави кога сме тука не пропуштаме и секогаш си поминуваме меѓу своји луѓе, така да убаво е кога Темата на забавата е нели да се збогуваме со летото, па кажете ми па што ќе го паметите вие ова лето? Ние не се збогуваме со летото. Тек сега ви Тек има лето за нас. Па шала на страна, мада не е шала, 50-50, имаме уште некои активности кои ќе бидат на Јадранското приморје и малку подоле, така да нашето збогување со летото е нешто работно. Сега брзо одиме на изборот за Мис Глоб, кој ќе биде баш на Јадранско море. Така да ти? Не, во секој случај по добрите моменти, побавите работи, лето секогаш е да се опуштиме. Убаво, јас го сакам летото, не дека и во зима, кога би треба да изберам меѓу лето и зима, би избрала лето. Јас би избрал зима. Ти зима. Нема нешто конкретно. Битно е, убаво, ќе го поубави работи. Тоа е тоа, да. Гледам дека имате некои различни вкусови. Дали може би така е у животот? Различни работи да сакате да се мислите еден за друг, да не се согласувате со некој? Па различните работи ги спојуваат луѓето, нели? Може би тоа е рецепт за нашата долговечност. А и дополнително, пошто Мики е близнак, секогаш одбира две работи, тоа многу е тешко. Така да секогаш сум порешителна и поодлучна, или по донесување на одлуки. Тоа ми беше и следното прашање, затоа што вие долго време сте во брак, долго време обстојувате, што во денешно време е тоа реткост. Па дали може би постои некоја формула правилна за долговечен брак? Светле, ајде на Светле ги дадам збор. Ајде. Па пред се разбирање, почитување, тоа мислам дека љубов, да, нормално, меѓутоа со текот на годините кога љубовта ја поделуваш со ја делиш со децата, веќе мислам дека со текот на годините почитувањето, разбирањето се оние два најважни фактори кои што ја движат љубовта. Се друго нормално, помагање, поддршка во работата, поддршка во приватниот живот, критики дали позитивни или негативни во она што го работиме и што го правиме искрени, па секогаш се искрени, да. Така да, тоа е тоа. Си кажа све што треба. Вики, дали ти некогаш знаеше да направиш некоја кавга по дома? Обично вие мажите ги правите сплетките по дома. Мислиш намерна кавга? Па некогаш да. Мора да се снајдеме некогаш, нели? Нема врска. Така, ги спомнавме вашите ангажмани, вашето модно студио Црно крак, како и секогаш работи во полна парија, па кажете ми кои се идните проекти на кои што работите? Сега сериозно почнуваме да правиме муабет. Како што кажав, ние сме овој период усредредени некако на изборите за МИС. Ќе бидеме дел од изборот за МИС на Македонија кој треба да се одржи наскоро, на кој треба да се изберат девојки за кои ќе представуваат Македонија на Miss Universe, Miss World, Miss Supranational, Miss Grand. Потоа учествуваме на традиционално веќе 25 години на избор за Miss Globe. Miss Globe ќе се одржи наскоро во Албанија, Италија и Црна Гора. Така да во интензивни подготовки сме за овие избори за МИС. Следи Fashion Weekendот, каде што исто така ќе имаме учество со наши модели, така да тоа се оние покрупни работи, но поситно си тера. Мики, кажи ми, како е цел живот да се справуваш со девојки околу тебе? Како успеваш? Па, успевам некако. Многумина не знаат да се справат со една, не па со толку многу. Не е лесно, морам да признам дека не е лесно, али тоа ми е дел од приватноста и дел од работата, така да... Со 3 жени дома и плюс 2 кучиња женски. И приватно, и на работа.
Па, убаво ми е. И тешко и во, така да... Морам да ве прашам неколку прашања кои што им ги поставуваме на сите гости, значи тоа се блиц прашања. Па ќе ми кажете што е полошо, да снемате дома тоалетна хартија во WC или да снемате Wi-Fi? Па има решение за тоалетната, така да за Wi-Fi-то, јас сепак Wi-Fi-то би го избрал. Wi-Fi-то- Има замена за тоалета. Wi-Fi-то ќе биде голем проблем ако го снема. Да, вистина. А постои ли некој наслов во медиумите кој што се го прочитале и ете не бил точен, не се усогласувал со вашиот живот? Ете ве повредил на некој начин? Па, искрено да ти кажам, немало такво нешто. Може би порано, пред многу време, али во последно време не. А јас се сеќавам на еден наслов, не за нас заедничко, него бев уште на мој 20 години така. Во тогашниот Фокус магазин излезе нешто као познати личности Cyber со Рамбо Амадеус и јас бев, тоа го памтам, јас тоа го доживеав, не знам, многу трогателно и за тоа уште е во глава, па ми се извинуваа јавно, меѓутоа со тек на време сватив дека тоа е нели дел од јавниот свет. И тоа е тоа. Не е нешто скандалозно, али тоа. Нормално, јавни личности подлежат на секакви наслови, поготово успешни како вас. И за крај морам да ве прашам, дали може да ми кажете вечерва колку пари имате во вашиот џеп? Јас имам само картичка. Картички во пари не носам. Јас сакам тоа да ти кажам дека она сигурно има 0 пари, али картичка има. Колку тежи картичка? Доволно. Доволно. Ви благодарам многу, ви посакувам убава вечер и да се видиме наскоро со малце подолги разговори. Сине убаво и голем поздрав до сите гледачи на Хајп телевизија. Го имаме Октај, еден од најдобрите стилисти за коса и шминка во нашава земја. Октај, драго ми е што се гледаме повторно и би сакал да те прашам прво прашање, колку пари имаш во џебот моментално? Сака да видиме? 1600. Значи можеме да купиме едни просечни панталони, да речем. Па можеме, нормално, да. Да. Се од прилика толку кај мене. Ова искрено не е нешто скапо исто и овие. Како го бираш изборот на облека? Пошто се раководиш? Обично многу ја сакам црната боја. Зависи од кројот. Кројот, ако е убав кројот, обично тоа го знам одма. Повеќе сакаш да бидеш разголен или облечен? Никако разголен, никако. Што пооблечен, можеш да видиш. Кажи ми, Октај, како си го помина летово и по што ќе го паметиш најмногу ова лето? Летово го паметам по сите мои одмори кои ги направив, затоа што секој мој одмор е обнова на себе си, се враќам со полни батерии, буквално, ако не одморам, ја не сум истиот. А кај беше? Годинава бев на многу места, искрено, дури не ги ни памтам, али тоа што го памтам е, прво бевме у Дубај, па бевме Миконос, па Турција, па Италија и така натака. Кој ќе остави најголем печаток од сите места, еве вака според тебе лично? Искрено, Италија, затоа што баш е мој стил, се пронаоѓам таму скроз. Другото све е забава, све е... Тоа е тоа. Кажи ми што последно се пребарувал на Google, ако ти провериме, ние би се застрамил. После едно сега скенирав тука од каде што е ова QR кодот за да можам да ги пратам сликиве. А што последно си го прашал ChatGPT ако го прашуваш? Немам ChatGPT, не преферирам бидејќи искрено мене тоа ме плаши. Значи не може да ме контролира и да знае све. Колку што може да ми помогне, толку и ми е страшно, не знам, ја немам ChatGPT. Кажи ми што планираш за понатака, дали планираш нешто ново со кое што би не изненадил, дали во поглед на шминка, фризура, па и нов видеозапис? Вака, јас планирам многу новитети во еднина, бидејќи мора да има прогрес, да растеме што повеќе и повеќе, но нема да ви откриам сега, има време, ќе видите. Ако ќе го направам сето тоа, ќе ве поканам први вас. Фала ти многу. И да те прашам, еве за крај, во што уживаш најмногу во Скопје? Скопје, уживам во мирот на Скопје, бидејќи, знаете, јас сум турчин и цело време сум во Истанбул, мојата фамилија е пола таму. Значи,
овој мир што го имаме тука. Доста што немаме толку гужви со кола. Значи стигаме сега за 15 минути. Ме разбираш? Таму само од дома да искочам до главната улица ми требаат 15 минути по Турција. Така да дечки тука стварно и живееме мирно, уживаме, да. Може боле да биде, секогаш може боле, али мене ми се допаѓа за ритмиката. Од стилот на ритмиката ми се свига. Едно малку шеговито прашање скроз на самиот крај. Што е полошо, да немаш Wi-Fi или да немаш тоалетна хартија? Чекај да размислам. Па полошо е да немам Wi-Fi. Фала ти многу, Октај. Фала на вас, се гледаме. Кристина, добро вечер. Како си? Прекрасно изгледаш пред се, морам да ти кажам. Одамна те неам видено. Има некој посебен шмек во твојот изглед. Не знам зашто се работи. Пред се сакам да те прашам како си поминуваш на оваа прекрасна забава. Пред се ти благодарам. Секогаш ми е убаво и пријатно во твое друштво и на Хајп Македонија. Па искрено, дојдов пред малку, многу сум зафатена. Ето, успеав да стигнам. Но сите тука се знаеме и искрено само на вакви настани може да се видиме затоа што секој со своите обврски и брзо време, така да се радувам. Викаат дека секоја жена зрачи посебно кога е влюбена, па дали може би твојата убавина вечерва се должи на тоа? Па не знам, може би. Добро, знаеш, одамна се немаме видено да поразговараме. Би сакала да те прашам, знам дека имаше некој скандал, да го наречеме, на твојот Инстаграм профил, каде што ти објавуваше сториња за тогашниот твој удварач, кој што беше доста внимателен спрема тебе. Ти често објавуваше сториња со цветови, со ружи, огромни букети. Па кажи ми што се случи со таа приказна? Секогаш има додворувачи и такви джентлмени, но не сум влюбена, еве ќе откријам, слободна сум, сама сум. Секој има право да се додворува и мене ми е мило што такви джентлмени ми се додворуваат. Кажи ми што има ново кај тебе? Дали може би работиш на некој нов проект или може би нова песна, нова музика, нов видеозапис? Твоите фанови се желни, гледам по сториња дека очекуваат нешто ново од тебе. Има многу работи нови, но на секој поле, но ќе оставиме малку време да јас до тоа го спремам. Па кога ќе треба, нели, да се каже јавно, секако тоа ќе биде во Хајп. Кристина, ова забава е баш на тема, нели, да се збогуваме со летото, па кажи ми, ти по што ќе го паметиш ова лето? Дали може би имаш некоја интересна случка која што ја доживеа, некој убав спомен? По многу работа. Кога сите одеа на одмор, Кристина работеше, така да ме немаше, секојаш кога ќе ме снима мисла дека сум се омажила или слично, но не, јас работев, така да, ета, фала му на Господ на таа прилика. Моите отидоа многу пати на одмор, син ми со мајка ми, татко ми, брат ми, јас немав прилика, но ќе има време за одмор, сега ни се годините за да работиме. Имам неколку блиц прашања кои што ги поставуваме на сите наши соговорници вечерва. Па би сакала тебе да те прашам најпрво, што според тебе е полошо? Да снемаш тоалетна хартија дома или да снемаш Wi-Fi? Леле, не ми се случило ниту едното, ниту другото. Ама ако ти се случи, ете? Па мислам, подобре да нема Wi-Fi, малку ќе одмориме. Wi-Fi да немаме. Одлично. Кажи ми, кој е најлошиот наслов што го имаш прочитано за тебе во изминатиот период или ете во текот на твојата кариера? Најлошиот? Па искрено не постои таков наслов, затоа што суштината и која сум јас, тоа го знам јас и го знаат сите мои блиски. Насловите се наслови и навистина не допира до мене, не обрнувам внимание, навистина. Кристина, кажи ми, дали можеш да ми кажеш вечерва колку пари има во твојот джеп? Само картичка. Кај мейкап артистот ми е картичката. Мар сите вечерва сте со картички. Колку тежи таа картичка?
Лесна картичка овако од банка. Салдото ме интересира. Не знам, може би е 0. Ред, Кристина, ти благодарам многу, ти посакувам прекрасна вечер и да се видиме во скоро со нови убави работи. И јас се надевам и мило ми беше. Марко, добро вечер. Кажи ми како си поминуваш вечерва на оваа прекрасна забава тука на Убави на здравје? Добро вечер, преубаво, убави луѓе, убава енергија, убаво го испраќаме летото, убав поглед на Скопје, мислам, нема како да не си поминеме убаво ние денеска. Стварно е од секој аспект преубаво, честитки на Убави на здравје за организирање на евентов и топ, стварно, супер. Марко, кажи ми, пошто оваа забава е нели тематика дека го испраќаме летото, па кажи ми пошто ќе го паметиш ти ова лето? Ова лето, по добрите татуажи пред се, многу добри слики извадив ова лето. Немав многу дружба лето, очекував да имам поише, мислам да искачам поише, ама како и да е, убави ствари се дешаваат, сега да не навлагам у детали, убаво е како и да е, секој лето си има своја убавина, колку и да сакам највише есен јас, лично, пак ми има, јас сум сепак и летно дете, лав сум у хороскоп. Супер, убаво е. Дали може би знаеш точен број на тетоважи кои што ги изработи ова лето? Не, ја не знам у еден месец колку сум изработил точно, ама ако направиме математика, не знам, по една на ден или две у просек, не знам, 150-200 сигурно, зависи, врска немам. Марко, кажи ми, видовме денеска една интересна ситуација на твојот Инстаграм профил, затоа и направивме вест. Очекував, знаев тара дека ќе направи нешто такво. Не знам ова кога ќе се пушта у етер, така да ова не е денеска, ова е пред некој ден. Имам образложение, значи тоа е се сарказам, ама стварно беше така, ону саат, два, така се тетовираше човекот, бидејќи на тоа место на ногата се обтегнува кожата и нема друга опција, освен он да се навали така, за да се обтегне кожата, или да си ја стави ногата преку глава, разбираш? Па тогаш јас да го тетовирам, ама ја ќе треба тогаш обратно да го тетовирам со сликата обратно, така да најпаметна опција беше он да застане у таа позиција. Мислам, тоа нема ништо, не е како што изгледаш, како што пишав. Така, кажи ми, кое е најчудното место на кое што си направил тетоваж? Цела фаца, вклучувајќи го и капакот на окото, веѓата ја бричев за да се истетовира, имаше громови на цела фаца, тоа беше устранство кога бев, мислам, у Белгија, на целиот нос, устата и вратот. Значи, буквално и горе на челото. Буквално имаше гром по цела фаца. За жал не го сликнав тоа, зашто ми беше незгодно и да му ја фотнам тетоважата да го прашам, зашто сепак е идентитетот му го покажувам, иначе ќе ја ставевте сега у монтаж. Колку е тешко да се направи таква тетоважа, или некои тетоважи кои што се, имаш трема пред да почнеш да ги правиш? Не, виче не ми представува ништо тешко. Трема имав само сега пред некој ден кога го тетовирав Тоше, портрет од него. Зашто стварно ми беше тоа, сакав да биде баш погоден, иначе трема немаме, ова не е секојдневие, као ти имаш трема сега со мене, немаш, вајда. Нема трема, не постои тоа. Марко, имаме неколку блиц прашања кои што ги поставуваме на нашите соговорници вечерва, кои што се доста интересни, па би сакала и ти да ми одговориш. Кажи ми, што е полошо според тебе, да снемаш дома тоалетна хартија или Wi-Fi? Или Wi-Fi? Па ја мислам тоалетна, зашто имаш 3G вајда на телефонот, сите имаат 3G, тоалетна, дефинитивно. Кажи ми, може ли ми откриеш колку пари имаш моментално во твојот джеп? Моментално... Не знам што е паметно да кажам, дали вистината. Ајде, да, секогаш околу 500 евра имам, да. Дали би ги потрошил сите вечеров? Не, у никој случај, не трошам многу, јас сум, мислам, живеам скромно. Нема теорија, нема како јас да ги потрошам. Има како, ама не сум јас таков човек, не сум јас тоа. За секој случај да се најдат. Ти благодарам многу, ти посакувам прекрасна вечер. Фала на поканата и на интервјуто, убава вечер и на вас. Чао. Ја имаме Катерина Шектанска, една од нашите најдобри актерки. Катерина,
Како си ми? Одлично, фала ти многу. Одамна се немаме видени, баш ми е драго што се дружиме еве на вака убав ивент и на овој убав начин да кажеме и нешто и за тебе плюс она што не го знаеме, а прашањата се малку шеговити. А што е тоа што не го знаете? Па еве првото прашање ми е колку пари носиш во тебе? Дали колку пари имаш во џеп? Колку пари имам во џеп? Моментално џеп немам, со тачна сум, а не сум ги пребројала, земав само колку за да дојдам до тука, а колку е што е, не откривам. Не е многу за тоа. Кажи ми како си го помина летово и дали се потроши доста ова лето? Ова лето ме потрошија децата, јас многу не, затоа што оставив тие да уживаат во летото. Кај мене немаше нешто посебно шетање. На акторски план, кажи ми што правиш во моментов, те гледаме во, односно те слушаме во синхронизација на некои од сериите, порано те слушавме, меѓутоа сега до каде е работата, што правиш? До нигде не е работата, многу се поврзани сите во така наречени кланови, јас не припаѓам во ниеден и за жал моментално не правам ништо. Имав емисија која што беше за Балкан Трип, која што заврши многу неславно затоа што не ми исплатија и остана на тоа да се влечеме по судови, да се тужиме и да чекаме нова работа. Кажи ми дали користиш чат GPT и што последно си го прашала? Не користам затоа што тоа го прават моите деца, нив им е интересно, а никогаш на шала знае некој нешто да праша за мене па да ми пратат каков одговор добиле, иначе не. Дали има чат GPT потполната биографија за тебе? И најдобрата дефинитивно. Еден мој пријател кој што ми прави видеа и фотографии, има направено која е Катерина Шахтанска и има излезено, морам да кажам, најточна дефиниција за мене. Кажи ми, ова е малце шеговито прашање, меѓутоа интересно сигурно ќе биде и за нашата публика, па и за тебе. Кажи ми, што е полошо, да немаш Wi-Fi или да немаш тоалетна хартија во тоалет? Па тоалетна веројатно, без Wi-Fi се може, без тоалетна не се може. Катерина, ти благодарам многу. Фала ти многу, ми беше мило што те видов. Теа, добро вечер, кажи ми како си поминуваш, прекрасно изгледаш вечерва, како си поминуваш на оваа забава? Гледам дека се дружите тука, многу инфлуенсери, многу колеги твои. Добро вечер и на вас. Си поминувам супер, да, тука имам многу луѓе што ги сакам и што ми се блиски, така да меѓу другото и ради нив сум тука. И секој што радувам на вакви убави дружби, фала ти на убавите зборови. Бидејќи вечерва темата е дека нели го испраќаме летото, па кажи ми по што ти ќе го паметиш ова лето? Леле, искрено ова лето мене исто ми беше некако лето. Некако не знам, се што ќе кажам на тоа ќе звучи на депресија, а не ќе така да биде, така да ми е драго што го испраќаме летово и се надевам дека ќе пречекаме есента малце болја и во есенски бои сум облечена, така да полагам надежи во есента да ќе биде подобро од моево лето. Ја кажи ми дали може би работиш на некои нови проекти во иднина, дали спремаш нешто ново за нашите, за твоите фанови? Спремам, да, повеќе работи спремаме. Искрено, тоа ќе биде сега прво, можам да го најавам слободно, пошто комунициравме и со вас телефонски, знаете што ќе биде. Значи, спремаме еден многу интересен дует со Таско. На кој што се радувам, пошто е многу различен од претходниот наш дует. А спремам и неколку мои лични авторски песни. Така да ќе видиме што попро ќе искочи, ама мислам дека есен па ќе поработиме малце поише. Имам неколку блиц прашања кои што им ги поставувам на сите мои соговорници вечерва, па би сакала да слушнам и тебе. Кажи ми што е полошо, да снемаш дома тоалетна хартија или да снемаш Wi-Fi? Не знам. Да снемам Wi-Fi, пошто имам 3G на телефон. Ќе си пуштам, а тоалетот ќе треба да искачам од дома. Јас имам голем домашар и ако не мора да искачам од дома, као не сакам да излегувам од дома. Нешто многу. Кажи дали може би ми кажала или би ми открила колку пари имаш во твојот џеп моментално? Па моментално немам џеп, а немам ни новчаник. Моментално не знам 2000 денари носам. Не верам поише од тоа, ама не ми е тука ни тачно, ни новчаник, ни џеп. Обично вечерва сите ми се со картичка, па нека да ми откријат, не знам што е проблемот. Јас секогаш носам пари у кеш, пошто не знаеш што може да се деси. Мислам, сепак сме у дигитална ера, ама никад се не знам. Дали може би постои некој наслов што си го прочитала за тебе
и не ти приел баш во текот на твојата кариера? Многу, ама не ќе да им давам публицитет. Иначе да, нормално, да. Абе, знаеш како кликбейт наслови сега сакаат да даваат као акцент на нешто за луѓето да се заинтересираат. Генерално и тоа што ние го работиме бара некој алтер его, тие што ми се многу блиски знаат која сум јас, а тие што ме пратат не секогаш знаат. Така да, постои. Дали им се лютиш на новинарите што ги пишуваат тие наслови? Па искрено не. Ве разбирам и вас скроз, пошто тоа ви е работа. Сега, ако ја пептења премината границата, може ќе се испокарам, ќе се испотепам, пошто јас сум човек што многу толерантен и после кога се му се споја жичките, знам да имам жута минута и ја се изгубам. Ама тоа ретко кој го видел. И се надевам вие никогаш нема да го видите. Во ред, теа ти благодарам многу, се надевам дека ќе се видиме во иднина со некој подолг разговор и ти благодарам и ти посакувам многу убава вечер. Исто и јас на вас и се надевам дека следно ќе се видиме со убави вести, убави новости и мислам дека тоа ќе биде за брзо ептен.